Сега прво да појасниме дали може за какви објекти станува збор, односно не се објекти, тоа се де факто споменици, меѓутоа бидејќи начално на почетокот беа како два предмета, едниот се однесуваше за објектите од Скопје 2014 и едниот дел за спомениците. Дали овој делот само за спомениците? Тоа ми е едното прашање. И дали можеме например да наброиме за кои конкретни, например дали е војнот на конј, дали е Порта Македонија, дали можете да ни појасните тука во тој дел конкретно за што се работи? Да, благодарам на прашањето. Значи, во ред. Значи, прво да појасниме, како што претходно кажав, не постои владина одлука, проект, програма, позната како Скопје 2014. Се работи за повеќе поединечни проекти кои што не можат да бидат подведени под еден кривично правен настан. Оваа истрага се однесува на 11 споменици кои што се дел од сега предметот Феникс. Да, точно е, еден од тие споменици е споменикот Воин на конј и други 10 споменици за кои што заедничка особина е што се изработени од исто правно лице во Италија. Дали е Порта Македонија тука во овие? Не е споменик. Порта Македонија не е споменик. Ова се однесува само на споменик, на спомениците во... Можам ли да ги кажам, да? Воинот на конј, лавовите, архаични и класични, Даме Груев, Гоце Делчев, Никола Карев, Методија Андонов Ченто, Цар Самуил, Гемиджи, Цар Јустинијан, првото заседание на АСНОМ и основачите на ВМРО. Спомнахте поранешен премиер, поранешен вице-премиер. Извинете, Сонја. Да, Игор? конечно. Милош отвора, да. Значи, во овој момент во кривичната постапка, тие споменици се, колку што ми е познато, собственост на општина Центар. Ако слушнавте претходно, појаснив дека во суштина тие би требале да бидат, како мемориални споменици, би требало да бидат во собственост на собранието. Меѓутоа, со оглед да овие споменици стануваат предмет од кривично дело, навистина се појавува интересно прашање кој ќе одлучува понатаму за нив. Сонја повели. Дали добро слушнавме поранешен премиер, поранешен вице-премиер и министер за финансии и министерка за култура, Да. началници 2. Да. Дали може да поврзаме дека се Груевски, Ставевски, Канчевска, Тодорович, Авирович, кои ли беа там? Здравов. Не, тој е на Совет. Ама двајцата началници кажа. Ларова и Тодорович. Ларова, јас. Да, јас немам проблем да ги кажам нивните имиња, ако мислам дека се произлегуваат од информацијата која што ја споделуваме, тие се функциите, да. Можете да ги кажете? Девојката. Кажете дека подолго време го истражувате овој која година? Значи, кога почнавте, кога завршивте и кога се ставува ова? Значи, предметот беше оформен во поранешното специјално обвинителство и јас го работам од 2016 година. Потоа, како што претходно појаснив, по распаѓањето на СЕО, предметот беше пренесен од надлежност на обвинителството за организиран криминал и со овластување од државниот обвинител, јас и понатаму постапувам по предметот. Истиот е многу обемен и кога застарува кривичното дело 353 став 5 е со најмалку 4, односно најмалку 5 години казна затвора. Кривичното дело перење пари во група е исто со најмалку 5 години, така да роковите за застареност се уште далеку, има време, да. Ландов повелете. Ај поред. Ве молам од прво осумничен до осумничени се по име и презиме и по функција. И кој од нив се приведе во момент? Се извинам? Рековте дека можете да ги кажете со име и презиме осумничените. Може ли од прво осумничен па се до последниот осумничен да ги кажете со функција? Да, јас реков дека немам проблем, меѓутоа ставот генерален на јавното обвинителство е да не се соопштуваат имиња, туку само функции. Инаку јас лично не би имал проблем, бидејќи не верувам дека со тоа би се повредила презумпцијата на невиност. Ландов повелете. Кои какви мерки се бараат од Извинете, Ландов. Прво прашање е дали има и обвинети поранешни работени
И кои какви мерки се полагаат, односно дали приборите за полагање на правосудни за градоначалниците може би Вака во поглед на тоа дали дел од нив се уште вработени во општина Центар, не би можел директно да одговорам, може би некој отишол и во пензија, така да во поглед на тоа за кои лица какви мерки се предложени, значи ви известив дека постапката е во тек. Предложени се мерки против 7 лица се предложени мерки за обезбедување притвор. Против останатите ќе бидат предложени други мерки за обезбедување и мислам дека не би било упатно во овој момент додека во судот уште се работи јас да именувам лица, за тоа сигурно дополнително ќе бидете информирани. Ќе има дополнително соопштение во кое што ќе бидете информирани. Адриан Ковели. Значи ви кажав во моментот додека зборуваме и вчера и денеска е така наречена акција и се уште се обезбедуваат лицата. Така да во овој момент не би можел со голема прецизност да ви кажам, а дополнително ќе бидете известени секако. Дали има други прашања? Се шпекулира веќе полу година во јавноста за аквизиција на компанијата на Тодор-Виштина со косовска компанија. Сега се шпекулира дека може би околу причината зашто сега се активира одреден против него. Има ли некаква поврзаност? Јавноста е изненадена што против гражданите мерко нема вакви мерки за предпазливост, кој се уште врши својата функција. Има 6 кривични дела. Јас не можам да најдам поврзаност, ако вие можете во ред. Значи, против Тодоровиќ, како што вие кажавте, не се предложени мерки за во смисла на блокирање на имоти, ако на тоа мислите. Да, споменавте дека во изјава дека се Осомничен е во предметот, да. Обвинителот на подпрашање, дали се тоа кривичните пријави кои што во 2015 се поднесени до организиран криминал, зборам за овој предмет, кои што понатаму беа заведени таму, па во СЈО, па од СЈО фактички повторно во организиран криминал? Колку што ми е мене познато, една кривична пријава е поднесена, мислам, 2013 година од тогашниот градоначалник Жерновски, која што е поднесена во Скопското обвинителство, а има уште една кривична пријава, меѓутоа не по истите основи, не за истата работа, меѓутоа е поврзана, не би можел точно да кажам која поднел, меѓутоа тие предмети во СЈО, по собствено, знаете надлежноста каква беше во СЈО, ние самостојно отворивме, потоа ги превземавме и тие предмети од Скопското, односно од обвинителството за организиран криминал. А подоцна, целиот предмет од СЈО премина во надлежност на државното обвинителство кое го распореди на надлежност во обвинителството за организиран криминал. Дали како докази користите прислушувани материјали во оваа? Во оваа постапка немам потреба. За кого се идате ми то проверување за замрзнување на имот, бидејќи рековте за Тодоровиќ и за неговите фирми и не постои така. Значи, Кога ове, според тоа што се пишува во фирмите, тоа е во тој период като началник вака, значи, предлози за замрзнување на сметки и на имоти се поднесени и удели во компании се поднесени спрема лицата кои што се осомничени за кривичното дело перење пари. И правните лица кои што сметаме дека од доказите произлегуваат дека се основани токму со таа намена. Сега рековте дека Тодоровиќ не е. Значи Тодоровиќ не е осомничен за перење пари. Зашто? За злоупотреба на службената положба и овластување како тогашен градоначалник. Обвинителот само што ако може, ако не можете да Нема отговорите проблем. за имиња, ве молам барем за функциите од првоособничен. Редоследно, за да можеме да направиме кој е првоособничен, например, председател на владата, првоособничен. Да, не е проблем, Васко, јас можам повторно да ги читам. Мислам ке има и соопштение објавено од таму.
функции. Да, со функциите ќе Ова биде што го кажа објавено. обвинителот ќе биде објавено и на веб страната на јавното обвинителство. Може ли точно да кажете кога застаруваат, кога се сторени и кога точно застаруваат овие кривични? Значи, зборуваме за две различни кривични дела. Кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување е започнато од крајот на 2000, само момент, од втора половина на 2007 па се до крајот на 2013. Тоа е фактички периодот кога се спроведувани јавните набавки за предметните споменици. Значи, откако се склучуваат договорите, има и анекси на дел од тие споменици, плаќањата одат од општина Центар према Италија, према италијанските правни лица. Тие идат на рати, односно на транши, и од таму како стигаат финансиски средства се распределуваат. Значи, за да ви дам прецизен одговор, треба да бараме која е последната исплата од Македонија према Италија, од Италија. Меѓутоа, можам да ви кажам дека кривично дело 353 став 5 од најмалку 5 години застарува, релативна застареност е 15 години, односно 20, а апсолутна е 30. Значи, бидејќи отворена истрага, прекинати се роковите на застареност. Ако земеме 2013, еве, како конечна, би застарело 2033 или 43, како доаѓа, 30. Рековте дека е сложен предмет. Кога очекувате од прилика да биде во некаква рамка финализиран за да може да се спораче например некакво обвинение? Сега не преюдицираме, меѓутоа со оваа динамика до сега, бидејќи ако е кривичната поднесена 2013, сега сме 2023, значи после 10 години се отвара истрага, колку ќе чекаме до обвинение? Значи, колку ќе чекаме до обвинение не зависи само од обвинителот. Како што претходно кажав, остварена е меѓународна правна помош со 5 странски држави. Од таму како пристигнуваат документи, докази, тие треба да се преведат. Откако ќе се преведат, се даваат на вештак да изврши вештачење. Ние веќе имаме извршено вештачење, меѓутоа треба да се ажурираат сите податоци. Треба да се сослушаат сите осомничени лица, треба да се дополни истрагата, во еден дел очекувам дека ќе треба да се дополни и во странство. Од тие причини не би можел да ви дам точен одговор, но се надевам дека би било брзо. На општина Центар, да. Добра, кажат, исто така дека истрагата се уште во тек, дека заради тоа може да дадете некои обвиненията. Двајцата осомниченици двата се уапсени, односно прибедени на гранични премиери, така? Зошто сега? Имавте... И дали постои опасност од бегство? Да, имавте некакви сомневања дека се... Да, ние имавме сомневања дека ќе ја напуштат државата, од кои причини така постапивме. Значи, не го биравме ние датумот кога ќе ја почнеме постапката, туку во моментот кога бев известен дека еден од осомничените ја напушта Република Северна Македонија, беше иницирана целата акција. Бидејќи истата се уште е во тек, ја не можам точно да ви одговорам, колку што ми е познато, против 4 лица веќе се постапува. А хронолошки ќе се постапува и спрема другите. Значи, доека не ги утврдиме фактите во тој дел, не би можел да дадам попрецизен одговор. Во секој случај, во тек на денот ќе имате подетална информација. Да. Да, најповеќе од причина што се појавија многу спекулации за број на лица, за број на дела, за предметот, и сметавме дека би било подобро на ваков начин да ви соопштиме она што можеме да ви го соопштиме, за да одбегнеме такви спекулации понатаму. Нема да ви одговорам на тоа прашање од причина што во моментот се постапува. Кога ќе имаме сите факти, тогаш ќе бидете известени. Дали некој е во бегство, една е оценката на јавниот обвинител, друга е оценката на судија од претходна постапка. И доколку дадам јавно моje мислење, тоа може да се толкува и малку поинаку. Значи, на Табановци. Значи, во Србија.
Табановце. Некако се специфична информација, се поточно забарам Во моментот не. Значи постапувавме и вчера и денеска. Кога ќе се заврши со сите постапувања, подетална и поточна информација ќе биде и објавена на веб страницата на јавното обвинителство. Во овој момент не можам да ви дам сите, во тој дел сите податоци. Дали мостот ово е во рамки на тие... Во рамки на овој предмет не е. Значи во овој предмет се само спомениците, да. Да, како што ви кажав, во суштина спомениците се тука со една тендерска вредност, во Италија се со драстично помали цени. Значи, во текот на истрагата од прибавените докази произлегува, например, дека еден споменик кој што тендерски чини во Република Северна Македонија, тендерски е платен 4,7 милиони евра, понатаму во Италија е даден на подизведувач за да го изработи за 2,3 милиони евра. Каде отишла тие пампи? Тоа е делот од перењето пари. Да, утврди. Имаме докази од кои што Колеги, уште едно произлегува прашање и мислам дека основата, да.